Здраво на сите! Денес во ова видео ќе покажеме како се препишува идеја од групата Trade Titans на Telegram и од апликацијата GFU Connect, кога идеја ќе даде некој од нашите едукатори или некој од скенерите кои што така може да ги заследите и да им направите subscribe и да следите идеи од нив. Прво ќе покажеме идеја од групата Trade Titans. Последно што имало во оваа група е идеја за злато, за buy, и кога тука прочитате дека е buy, злато на цена 4218, тоа значи дека во моментот цената на влез треба да ви биде точно таа, 4218, и да отворите вашата MetaTrader апликација, да го најдете парот злато со долар и да кликнете во истиот момент buy, бидејќи сега е викенд и не можеме да ја покажеме оваа идеја и цената одамна е помината. Меѓутоа цената била ќе покажеме едноставно дека цената била на место 4218 и се што ви требало да направите е во вашата апликација да кликнете Market Execution и во Stop Loss да ја препишете 4213, а во Take Profit да препишете барем Take Profit 1, 4222, горе да биде на Market Execution наместено, лотот да го подесите според вашиот акаунт, да ризикувате, значи 1 до 2% од вашиот акаунт, 001 е најмалиот лот што може да го користите, и едноставно да кликнете Buy Market, и тоа значи дека вие купувате злато по тековната цена која што е дадена во оваа група. После неа имало идеја за buy limit. Пред неа се извинувам, имало идеја за buy limit за злато во зоната од 4140 до 4136. Тоа значи дека доколку оваа идеја ја видите и цената варира меѓу овие нивоа, значи се наоѓа во просторот од 4136 до 4140, вие треба да наместите во вашата MetaTrader апликација buy limit и во полето price да ставите, например, 4139, во Stop Loss да ставите 4133, значи тука гледате дека Stop Loss или Invalidation Level е 4133, и во Take Profit да ставите 4142 и така оваа нарачка да ја плейсувате. Значи, кога ќе кликнете на place, тоа ќе значи дека овој тред вие го пуштате и тој нема да биде активен се додека цената не дојде до тоа ниво и да се активира во моментот кога ќе дојде во таа зона. Тоа е разликата меѓу Market Execution и нарачка кога правиме со buy limit и со sell limit. Сакам да објасниме на кој начин се прави break even, како што може да прочитате, кога едукаторот или во групата е напишано овој е BE или ставите BE, тоа значи break even, или во превод цената стоп лосот треба да се донесе на нивото на entry, или тоа практично сега ќе го покажеме на примерот на биткоин. Ќе ставиме лот 0.2 за тоа што чисто од практични примери да покажеме како се става break even, и ќе кликнеме на buy. Ќе пуштиме трейд со Market Execution, значи во моментот тековната цена на биткоин е 93.981 моментално, и ќе зумираме малце да може да видите дека трейдот оди во плюс или во профит. Тоа го гледаме тука, значи моментално сме $2-3 во
профит и на кој начин ние ставаме break even или на следниот. Кога ќе кликнеме на самата стрелка, на самиот чарт, на линијата кај што го имаме пуштено трейдот и ќе кликнеме на стоп лос, оваа црвената линија може да ја местиме и да ја подесуваме во кој момент ние прифаќаме загуба или до кој момент прифаќаме да загубиме капитал, ќе го ставиме на $30, а кога ќе кликнеме на TP или на Take Profit, ќе наместиме трейдот да заврши кога цената ќе дојде или кога профитот ќе дојде на ова ниво, ќе го ставиме да биде на 1:2 risk to reward или да биде на $60 профит. Тоа го гледате тука на почетокот, значи TP 60 и ќе кликнеме на Modify. Вака подесениот трейд, му имаме ставено параметри за Take Profit и за Stop Loss и ќе го следиме како што трейдот напредува во плюс или во профит, едноставно break even се става така што Stop Lossот ќе го подигнеме или ќе го земеме и ќе го наместиме на моментот на entry или каде што имаме влезено во трейд и на тој начин ние го штитиме нашиот капитал од понатамошни загуби. Значи, можете да приметите дека ако, како што моментално стоп лосот е $30, кога ќе го модифицираме или на самото, можеме тоа да го правиме тука, значи стоп лосот едноставно ќе го избришаме и ќе ја напишаме цената за entry 93976 и ќе кликнеме на Modify. Тоа е едниот начин како се става break even, а другиот начин е на самиот чарт, повизуелно едноставно е кога ќе го земеме ќе ја земеме оваа црвена линија со нашиот маус и ќе ја местиме да дојде до тука. Значи на моментот на entry, кога ќе биде, нашиот капитал ќе биде заштитен од понатамошни загуби и на тој начин ние поставуваме break even. Доколку не ја потврдиме оваа нарачка, не кликнеме на Modify, нема да биде поставен BE, така што овој трейд сега останува со овие параметри, затоа што трейдот се уште не е во минус, односно цената оди накај стоп лос, моментално тоа што го гледаме. Парцијален профит, следното нешто што сакаме да го објасниме, парцијален профит се зема кога трейдот е во плюс, значи кога трейдот ќе напредува во профит и ние сакаме да го оставиме трейдот да продолжи да биде активен, меѓутоа сакаме да земеме дел од досегашниот профит што е направен. Тоа ќе го прикажеме на следниот пример, на тој што го имаме моментално. Кога ќе тргне во профит, едноставно ние треба да идеме на Modify на овој трейд и само да го намалиме лотот за колку проценти ние сакаме да земеме парцијален профит. Например, моменталниот лот ни е 0.2, ако сакаме да земеме 50% од овој профит, ние едноставно ќе кликнеме на Modify и на местото на 0.2 треба да напишеме 0.1 и да кликнеме во полето Take Profit и така досегашниот профит, 50% ќе ни биде загарантиран и ќе го затвориме тој трейд со 50% профит, а остатокот ќе го пуштиме да оди до посакуваниот Take Profit или додека рачно не го исклучиме. Бидејќи трейдот се уште не е во минус, не напредува кон профит, ќе почекаме за да може тоа практично да го покажеме како земаме парцијален профит. Значи, кога ќе кликнете на трейд, може да следите до каде напредува трейдот. Моментално сме минус $5 во минус, но трейдот, значи секако треба да знаете дека додека не удре во стоп лос или во invalidation level, во оваа цена ќе биде активен и не е страшно трейдот да биде и некогаш во негатива, затоа што цената нормално се движи и во двете насоки и ние треба да се трудиме секогаш да имаме добро ентри или добар влез во овој трейд за да немаме големи загуби. Кога цената, тоа што го гледате
моменталната 93,986 ќе го надмине нашето ентри, трейдот влегува во профит и во трейд може да следите колкав е тој профит, секако дека овој трейд може да го изгасите рачно или да го пуштите да допре до take profit кој што го имате поставено. Кога вака трейдот е во плюс, значи ние можеме само да отидеме на трейд, да отидеме на modify. Или да почекаме додека трейдот ќе напредува до TP1, за да по-визуелно ви биде прикажано и може да приметите на кој начин ќе земеме парцијален профит од овој трейд.